Македонија и Хрватска ги продолжуваат добрите односи. Во Охрид подпишани договори за партнерство и соработка, како и меморандум за соработка и разбирање во енергетиката. Овој договор е повеќе од дипломатски акт. Тој представува рамка за долгорочно партнерство и јасна политичка определба за продлабочување на нашите односи во области кои се од суштинско значење за едината на двете држави. Нашата стратешка соработка ќе биде заснована врз принципите на заемно почитување, целосно уважување на суверенитетот, меѓународното право и заедничките интереси на нашите граѓани. За Мицкоски, Хрватска држава и земја која го поминала патот до Европската Унија и сега е полноправен член. Токму затоа хрватското искуство има особена тежина и значење за нас. За нас европската интеграција не е само надворешно политичка цел. Тоа е процес на институционално созревање, владење на правото, економски развој, модернизација и создавање подобри услови за живот за нашите граѓани. Затоа ја цениме поддршката што Хрватска континуирано ја дава на нашата европска перспектива. Економските врски помеѓу двете земји се добри, но интерес за поголем обем има, потенцираше Пленковиќ. Нашите економски деловни односи достигнуваат до ниво до 300 до милиони евра годишно, што сметам дека и како добра основа која може да го засилиме и денеска во Охрид со низа силно ориентирани хрватски компании кои се заинтересирани за присадност на македонскиот пазар, за воспоставување на партнерства и за давање на допринос во вкупните односи меѓу двете земји. Тема на обраќање беше законот за странци кој Хрватскиот сабор ги усвои неодамна, а со кој се засегнати и македонските возачи. Драго ми е дека Хрватска со промените за странци, за визите за превозниците, што ни даде една порака на сите соседни земји и сметајќи дека и вие како соседи ги вројуваме во да ги олесниме тие односи. Ко цениме доаѓањето на 50.000 туристи во нашите туристичката сезона во нашата држава, се сметаме дека и ќе биде уште поголем во иднина. Двајцата премиери одговараа и на новинарски прашања на кои теми беа и европските предизвици со кои се соочува Македонија, како и новите глобални позиции. Парламентот денес го усвои предлог законот за задолжување на Република Македонија по договор за заем за општи буџетски потреби, вклучително и за финансирање на капитални расходи и рефинансирање на обврски утврдени со буџетот на Република Северна Македонија. Вкупно гласа 79 пратеника, од кои 65 гласа за, 14 пратеника гласа против и нема воздржани. Констатирам дека Собранието го донесе законот за задолжување на Република Северна Македонија на кај банките што ги спомнат според договорот за општи буџетски потреби, вклучително и за финансирање на капитални расходи и рефинансирање на обврските утврдени во буџетот на Република Северна Македонија. Пред усвојувањето имаше жестоки дебати за и против. Ова задолжување е доказ дека меѓународните финансиски пазари не се импресионирани од триумфални пораки дека Северна Македонија се движи кон врвот на европските економии. Дека сме на пат да станеме меѓу трите најбрзо растечки економии во Европа. Владата бараше 300 милиони евра од банките, а доби само 260 милиони евра и тоа со висока камата од 4,6%. Тоа значи дека странските банки немаат доверба во фискалниот капацитет и економските политики на владата на Мицкоски. Тоа што Европска Унија два пати поред вели дека Македонија е добра држава е заеднички успех на цела држава. Затоа што успехот и средствата дадени во буџетот на Македонија страна на Брисел е успех на сите што живеат во Република Македонија. И не треба да постават политички партии кои што ќе манипулираат, ќе сеат страф, ќе сеат негативна енергија онаму каде што ја нема. Затоа имате 6% и тие се многу. Затоа што имате неискрен однос. Затоа што кога зборувате жолчно, ќе испаднеше овека некој министер да каже нешто. Па да видиме кој што правел во оваа држава.
Овака венемана комисија, пишување преку Facebook, one man show не е одраз на сериозна политичка партија. Поради ова СДСМ ќе поднесе интерпелација и кривична пријава до председателот на собранието. Толку многу им се брзаше на владата на Мицкоски со новото задолжување, што веднаш после празникот, спротивно на деловникот и процедурите, го ставија на дневен ред во собранието задолжувањето од 260 милиони евра. Станува збор за грубо кршење на процедурите и злоупотреба на собранието. Поради тоа СДСМ, како што најави, ќе поднесе интерпелација и кривична пријава против председателот на собранието. Остануваат уште само 5 дена до 1 јуни, до кога Христијан Мицкоски вети дека ќе ја исполни реформската агенда и обврските за продолжување на европскиот пат, соопштија денеска од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. ВМРО ДПМН смета дека само Венко Филипче му верува на Румен Радев, дека последната препрека за влез кон Европската Унија се уставните промени и вметнувањето на бугарите во уставот. 5 дена до уште едно неисполнето ветување и уште една голема лага. Не може промакедонска партија, како што вели Мицкоски, со бугарски пасоши да биде македонска. Како што лажеа за враќање на името, за поништување на Преспанскиот договор, така и денес лаже за реформската агенда дека ќе ја заврши до 1 јуни. За 2 години не потполно завршија 2 точки, а сега наеднаш ќе ги завршат сите 10. Така изгледаат неговите ветувања. Граѓаните не сакаат после 2 години да слушаат признанија дека сега Преспанскиот договор е ремек дело, како што рече Мицкоски, дека НАТО, за кој не сака да гласаат, е феноменална работа и одличен за инвеститорите, како што вели Тимчо Муцунски, и на крај да имаме признание дека јазикот, културата и националниот идентитет се заштитени со Преспанскиот договор, како што вели Гордана Сијановска. Стои во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Само специјалниот бугарски пратеник Венко Филипче слепо му верува на Румен Радев, кога вели дека уставните измени се последната препрека за влез на Македонија во Европската Унија. На сите им е јасно, па дури и на птиците, дека уставните измени за внесување на бугарите во уставот е само првиот од многуте чекори кои бугарските власти ги имаат кон нас, а се однесуваат на македонскиот јазик, историја, култура и идентитет. Регулаторната комисија за енергетика денес донесе одлука со која од вечерва на полнок бензините ќе поскапат за половина денар, додека цената на дизелот ќе остане иста. Па така, од ноќеска на полнок цените на нафтените деривати ќе изнесуваат. Моторен бензин Евросупер БС 95 ќе се продава за 87,5 денари за литар. Моторниот бензин Евросупер БС 98 ќе се продава за 89,5 денари за литар. Дизел горивото Евродизел БС без промени и ќе се продава за 92 денари за литар. Маслото за горење екстра лесно Е ќе се продава за 94 денари за литар. Албанија и Европската Унија денеска во Брисел ќе ја одржат 8-та меѓувладина конференција за процесот на преговори за пристапување. Според агендата објавена од Европската Унија, конференцијата ќе се одржи на маргините на Советот за општи работи на Европската Унија. Албанската делегација ќе ја предводи премиерот Еди Рама, додека Европската Унија ќе ја предводи Рауна со учество на комесарката за проширување Марта Кос. Конференцијата се очекува да започне околу 19 часот навечер во Брисел, а по низиното завршување ќе се одржи пресконференција. Грчките власти утрово ја продолжи операцијата против криминалната организација која примила нелегални субвенции од европските земјоделски фондови, при што вчера беа уапсени 20 лица во 4 различни области на Крит. Нанесената штета се проценува на повеќе од 3 милиони евра преку поднесување на лажни пријави врз основа на што добивале средства во форма на субвенции од Организацијата за европски земјоделски субвенции. Според досегашните информации од операцијата на Оделот за организиран криминал во Солун, уапсени се 16 лица. Атина изразува сериозна загриженост поради, како што тврдат грчките власти, повторени упади на турските воени авиони во грчкиот воздушен простор, при што еден од последните инциденти наводно прераснал во симулиран воздушен дуел. Според информации објавени од грчкиот вестник Катемерини, повикувајќи се на официјални извори од Атина, во пошироката област меѓу островите Лемнос и Лесбос се случила блиска средба меѓу 2 грчки и 2 турски летала од типот F-16. Инцидентот, како што се наведува, бил доволно интензивен за да се
се опише како вежбовна пресметка во воздух. Грчките служби за безбедност посочуваат дека ова е трет сличен случај од почетокот на 2026 година. Со програма непосредно образлагање и досега стекнат авторитет, средните училишта од Штип денеска има отворен ден за идните средношколци. Гимназијата од оваа година стартува со нова концепција гимназиско образование, со тоа што се нуди исклучителна можност на учениците да изберат предмети кои што сакаат да ги изучуваат или кои што се во нивни интерес. Како и секоја година, ние сме како училиште спремни да ја примиме новата генерација ученици во рамките на трите наши струки: машинство, електротехника и угостителство и туризам. Нудиме 11 профили. Исто како и претходната година, и оваа година запишуваме од профилот медицинска сестра, забен техничар, физиотерапевски техничар, фармацевски техничар и како и лани, кога за прв пат го воведовме секторот лични услуги, и оваа година заради големиот интерес запишуваме техничар за козметичка нега и убавина. Во образовните профили техничар за дизајн на облека и техничар за изработка на облека по концептот на дуално образование, каде што самото училиште има склучено меморандум за соработка со повеќе компании. Присутните ученици имаа што да слушнат. Некои тука дојдоа со одлуки, некои се во дилеми, а некои ги предомисли токму денешната средба. Дали се веќе одлучи? Да. Што? Медицина, забен техничар. Добро, и каде се гледаш во иднина? Интересно ми е и забен техничар, интересно ми е да прегледувам заби, можем стоматолог. Да, гимназија. Гимназија. Зошто? Планирам гимназија пошто едноставно гледам се нешто така по смер гимназија што би била математички смер. Сметам дека мојот смер и моето училиште пружа можности и основа за понатамошно надградување во врска со компјутерските науки. Во средното музичко училиште. Зошто? Бидејќи сакам музика. Добро, и каде се гледаш во иднина? Како музичар. Јас се одлучив медицина и одем и хемија и биологија и лесно ми е и едноставно мислам дека тоа ми е добар избор. Во иднина се гледам како доктор во некоја голема болница. Присутен овој важен ден за сите беше и градоначалникот Иван Јорданов. Можам да потврдам дека Штип е расадник на кадри, затоа што е центар на образованието, а благодарение на средните училишта, благодарение на кадрите во рамки на средните училишта, успеваме да трасираме пат на идни студенти, на идни доктори, идни инженери, економисти, правници, кои треба да додадат вредност во нашето општество, во нашиот град и во нашата држава. Во Штип има 5 средни училишта и годинаво се очекува во нив да се запишат над 500 ученици. Топлотен бран е активен во моментов и можни се телесни шокови кај луѓето и животните. Жешко е? Жешко е. Жешко е. Топло е. Топло е. Жешко е. Предпладнево преовладува сончево и топло време со мала до умерена облачност. Во 11 часоци мерени 16 степени на Попова шапка, 27 Штип и Кавадраци. До крајот на денот ќе се задржи сончево и топло со мала до умерена облачност. Кај нас е посебно значајно тоа што немаме преоден период. Значи ние од ниски температури, може да речем и под нулата, за 1 до 2 дена, најмногу за една недела се качат температурите и до 30 степени и температурните разлики се многу големи, така да луѓето немаат време на прилагодување. Ако за луѓето нагло високите температури се ризик, за животните оваа состојба за сега не е, тврдат експертите. Не очекувам никаков ризик, ниту за градинарството, ниту за житариците, ниту пак за оризот. Се уште има доволно влага, а таа температура што се очекува да достигне до 30 степени не би требало да представува никаков ризик. Аналогно, ова важи и за растенијата. Таа е една температура која што е навистина некако нормална, не е тоа некоја екстремно висока температура. Спрема мене високите температури се рачунат и ризични и за животните, и за луѓето, и за растенијата, температурите над 40 степени. Високите температури кои во моментот ја горат речиси цела Европа ќе бидат присутни неколку дена. И
И утре не очекуваат температури до 34 степен, а веќе во петок максимална температура до 30 степен. Основниот суд во Кочани закажа судско рочиште за мирење кое ќе се одржи на 26 јуни 2026 година во 11 часот. Рочиштето се однесува на кривичниот предмет кој е директно поврзан со инцидентите и кршењето на кафуле за време на протестите за трагедијата во дискотеката Пулс. Пред судот ќе треба да се појават Боби Дончев, Андреј Петров, Дејвид Ефремов и други лица. Тие се товарат за материјална штета предизвикана врз угостителски објект во текот на масовните протести во Кочани, кои се одржуваа како револт и барање правда по стравечниот пожар во дискотеката Пулс. Адвокатката на оштетената страна во овој процес бара оштета во висина од дури 25.000 евра за причинетата штета врз локалот за време на немирите. Од друга страна, во својство на бранител на обвинетите е повикан адвокатот Иван Медарски. Фактот што поканата е насловена како мирење укажува на законскиот обид за спогодбено решавање на спорот пред отпочнување на главната расправа. Доколку инволвираните страни не постигнат договор околу висината на наводно бараната одштета од 25.000 евра и евентуалното признавање на вината, кривичниот предмет ќе продолжи низ редовните судски постапки. Се поставува асфалт и се гради парк на главната пристапна улица со Средното медицинско училиште Јане Сандански во Штип. Градежните активности се при крај, а денес увид вршеше градоначалникот Иван Јорданов. Морам да потенцирам дека паралелно со денешното асфалтирање на улицата во непосредна близина во периодот кој што следи ќе финализираат активностите за пуштање и завршување на еден зелен парк кој во месеците кои што следуваат, верувам дека ќе биде едно одлично катче за овдешните жители. Паралелно со активноста за завршување на овој зелен парк и асфалтирањето на оваа улица, се работи на исто така во непосредна близина, веднаш до Средното општинско училиште Јане Сандански, на една нова трасирана улица, која ќе го поврзи овој дел на градот со централното градско подрачје. Средствата за овие градежни активности се обезбедени од буџетот и тие се во висина од 800.000 денари. По завршување на овде предвидените работи следува дислокација на машинскиот парк и нови активности. Во текот на наредните денови да бидат опфатени останатите улици кои се влезени во програмата за уредување на градежно земјиште и со тоа да продолжи активноста која општина Штип ја реализира оваа сезона. Крвожедните инсекти, комарците, се појавија порано и веќе прават проблеми. Во добра форма се, а граѓаните веќе од сега се со дилемата. Дали вака ќе биде цело лето, бидејќи со нив започнаа да се соочуваат. Комарци има. 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 Да? Не, има, да. Синоќа комарци баш му опаа. Дома ка седете, тука некаде ваја, тука ова паметува. Проблемот со нив е активен секоја година во сите општини, од каде велат дека имаат план за прскање против нив. Веќе го најавуваме прскањето, на ларвицидно прскање кое што е обичај крајот на пролет или почетокот на летниот период, е закажано за во четврток наутро од 5 до 8 часот. Ќе се прска покрај речните корита во површина од 300 хектари, кои што се во рамките на нашата програма за одржување, односно прскање против ларвицидно прскање. Очекувам веќе во следниот период да се продолжи оваа акција и за прскање против возрастни комарци, кои што ќе очекувам да биде ефективно и крајно драстично да се намали бројот на комарци во нашите населени места. Ќе се прска покрај речните корита и оние водни подрачја кои што ги имаме како ризните полиња и места кои што се под вода. Општина Пробиштип со договорот кој што го има со економскиот оператор за оваа година има предвидено 2 ларвицидни прскања и 5 од земја. 2 ларвицидни прскања се веќе спроведени, а овие денови ќе биде и првото прскање од земја. Освен што се здодивни, тие можат да бидат и опасни. Пренесуваат болести и кај животните и кај луѓето. Комарецот пренесува болести само ако тој е заразен. Значи, прво треба тој да има вируси во себе, па ако те касне,
и ако твојот имунитет не е добар, да ти ја пренесе болеста, инаку може да те предизвика само како папула, па сврабеж и поминува тоа за 1 до 2 дена. Инаку, знаете, најчесто ја пренесува маларијата, па и други болести што се повеќе битни за други подрачја, не за Македонија. Опасноста од нив е секојдневна, но и покрај тоа општините од регионот не можат да се договорат заеднички да се борат против комарците. Едни се жалат дека им е прескапо, други дека немаат пари, а трети едноставно не сакаат да плаќаат за другите. На магистралниот пат Штип-Делчево во близина на местото познато како Компосара почина 42 годишниот Агија од Кочани. Лицето, управувајќи мопед без регистарски таблици, учествувал во сообраќајна незгода со автомобил Пежо со виднички регистарски таблички. Кочанчанецот во несреќата се здобил со тешки телесни повреди, на кои им подлегнал додека бил транспортиран до Кочанската болница. Утре верниците од исламската вероисповед го чествуваат Курбан Бајрам, еден од најголемите верски празници. Денеска е ден на Арафе. Ден на Арафе означува голем ден за муслиманите, особено тие што се на Аџилак, бидејќи денеска во Саудиска Арабија, поточно во Мекка, сите аџии се собрани во местото наречено Арафат, каде што се молат кон Господ Аллах Джелешануху. Денеска, особено за тие кои што се не се на Аџилак, така да го кажам тоа, е ден кога се посетуваат оние кои што се покојни. Тоа е еден обичај, особено еве кај нас, луѓето рано изутрина одат кај своите покојни, се помолуваат за нив кај Аллах Джелешануху и потоа се спремаат за утрешниот ден кој што е Курбан Бајрам. Денот Арефе го означува и доаѓањето веќе на самиот Бајрам, Курбан Бајрам. Во Англија се одржа традиционалниот надпревар во тркалање со сирење, а победник беше 24-годишниот германец Том Копке, кој го победи локалниот победник 38-годишниот Крис Андерсон. Трката се одржа во Куперскил во Глостершир, а победникот, младиот германски јутјубер, го предизвика Андерсон, кој престана да се надпреварува, да се обиде уште еднаш. Иако Андерсон го презеде водството на самиот почеток, Копке сметал дека сепак ќе го победи на крајот. На крај тој успеа, освојувајќи го својот трет трофеј за 3 години, а наградата беше тркало сирење Глостер, кое тој и неговите колеги надпреварувачи го тркалаа по страмен рит. Утре времето претежно сончево, температурите до 30 степен, ветрот со брзина од околу 20 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 42%. Температурите по градови се следните. Штип и Карвенци со по 30 степени, Пробиштип и Чешиново Блешево со 29, Кочани 30 степени. Температурата во Виница, Македонска Каменица и Делчево до 28 степен. Во Пехчево 24 и во Берово максимални 25 степени. Според православниот календар, утре е Свети Леонти Струмички, патриарх Ерусалимски. Католиците се спомнуваат за Августинот Кентербери.